Општина Куманово ги дистрибуира решенијата за данок на имот за физички и правни лица за годинава преку АД Македонска пошта. Доставувањето на решенијата би требало да заврши заклучно со наредната седмица, информираат надлежните, потенцирајќи дека сите даночни обврзници кои веќе имаат платено данок на имот за 2023 година не треба да ги земат во предвид решенијата кои ќе ги добијат на домашна адреса. Сите даночни обврзници кои се сопственици на имот што се оданочува, корисници или плодоуживатели на имот, а кои на својата адреса нема да добијат решение за данок на имот за 2023 година до 15 мај, се повикуваат да се обратат во просториите на секторот за даноци и такси при општина Куманово спроти градскиот стадион, поранешна зграда на АД Козјак, канцеларии број 3 и број 10, за да се информираат и консултираат за својата законска обврска. Најголем дел од граѓаните редовно ги подмируваат давачките кон општината, но има и случаи кога физички и правни лица континуирано со години не плаќаат даноци, се до апсолутна застареност. Да, има. Кога го добивте решението? Па има 7-8 дена. Дали сте редовен плаќач? Да, редован, да. Кој би бил Тоа е вашиот апел обавезно. до граѓаните? Да. Апел до граѓаните да си ги намируваат своите долгови према општината и тоа е тоа. И само уште да ни кажете што мислите за отпишувањето на долговите за оние што велат дека имаат апсолутна застареност. Сега во март беа отпишани преку 1 милион евра долгови. Што мислите за такви? Па, šta да ви кажам, требало би да ги отпишат. За тие дела се застарени. Заплатено е. Значи, вие сте редовен плакич на Обавезно, општината. обавезно. Кој би бил вашиот апел до останатите граѓани? Па свак треба да плати, што да ти кажам друго. Свак треба да плати. Општина што може да живи? Куманово беше уопште несредено. Сега како дојде овој Максо, малку ga посреди. Оно де тие направива тој кружен ток, овдека, горе, доле. Треба ли да има отпис на долгови? Не треба да има. Зашто да има за ним долг? Јас сам платија, он да не плати. Само во држава нема закон. Судство е за нигде. Дали сте редовен плаќач на Да, данок? увек. Чим зему пензию, еве иду. Одма намиру еден тоја интернет, одма се намиру сметке, све ми е тоа кеј и такси из дома. Ги плаќате ли редовно? Редовно плаќаме, кога добиеме, одма го плаќаме. Кој би бил вашиот? Па некој гаше понапред. Не оставаме ни една година, никогаш не сме. Кој би бил вашиот апел до останатите граѓани, бидејќи има доста граѓани кои што не ги плаќаат на време? Па не доаѓа белешке на време. Да доаѓа белешке на време, ја мислам секој ќе се плати. Јас сум редовен платец, не би требало да ги отпишат сега. Едни ќе платят, другите нема да платят и тоа е тоа. Меѓуредовен плаќач сум, све на време сметки гледамо да ги платимо. А сега го добивте решение? Не сум го добила, не сум. Така, вела дека до крајот на наредната недела сите Ќе ќе ги бидат. добијат, да. Не се добија решение, али плаќам си редовно. Значи, подсетник си имам, 2023 треба да се плати толку. Значи. И кога дојде децембар месец, ја отиду и си платам. Кој е вашиот апел до останатите граѓани? Голем дел од граѓаните не ги подмируваат своите Па давачки. треба да се плати, значи, што треба да се плати, треба да се плати. Општина Куманово апелира до сите граѓани и фирми совесно и одговорно да се однесуваат кон законската обврска за плаќање на данок на имот и истовремено ги повикува сите граѓани, односно сопственици на имот што се оданочува, корисници или плодоуживатели на имот да го пријават или одјават имотот што е предмет на оданочување. Секој корисник или сопственик на имот кој се оданочува е обврзан во рок од 15 дена од моментот на стекнување на имотот, односно од добивање на употребна дозвола или впишување во Агенцијата за катастар на недвижност да го пријави во секторот за даноци и такси при општина Куманово. Доколку не го пријави, општината ќе постапи согласно законските надлежности. Своите обврски даночните обврзници може да ги плаќаат и електронски на новата дигитална платформа за електронска наплата на сајтот enaplata.kumanovo.gov.mk, каде што со снимање на матичен број на обврзник и регистрација преку имејл ги има сите обврски за сите години. За сите нејасноти и објаснувања во овој дел, граѓаните и правните лица може да се обратат во просториите на секторот за даноци и такси при општина Куманово, поранешна зграда на АД Козјак спроти градскиот стадион. Инаку општина Куманово во март годинава со одлука на Советот отпиша даночни побарувања од скоро 1.300.000 евра по основ на комунална такса за фирма, односно назив на деловна просторија, заклучно со 2018 година и данок на имот за правни и физички лица, заклучно со 2012 година. Надлежните тогаш објаснија дека станува збор за апсолутна застареност
застареност на побарувања, законско решение која секоја општина треба да го реализира, откако при наплатата ќе ги исцрпи сите законски можности. Од секторот за даноци и такси тогаш информираа дека општината во 2019 година извршила отпис на данок на имот на физички и правни лица заклучно со 2008 година, а за фирмарина или комунална такса заклучно со 2010 година. И тогаш, како што рекоа пред Советот, биле отпишани над 42 милиони денари поради апсолутна застареност, откако општината ги исполнила сите законски можности за наплата.